Не за тиранска влада и распишување на нови парламентарни избори се барањата кои денеска беа испратени од пред триумфалната порта во Скопје. Протесниот марш на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија денес со нова рута посветена на славење на суверенитетот на Македонија и одлучноста на црвено-жолтите да не дозволат рушење на унитарноста на државата. Граѓаните повторно порачаа нови парламентарни избори заедно со локалните и отфрлање на тиранската платформа од сите политички партии кои ја прифатиле. Додека треба секој би бидеме тука. Додека не ги шпионите истераме од Македонија. Тоа е последното. Мора еднаш со нив да се расчисти. Се додека не се откажат спротивната партија од идејата што ја пласираат за со тиранската платформа за уништување на Македонија. Значи не се откажуваме од знамето, не се откажуваме од грбот, посебно од јазикот. Македонија е една. Ние сакаме заедничка Македонија за сите народи што живеат тука. Не разбирам што сакаат повеќе од ова што го имаат сега. Знаете на кого мислам. Така, значи нема да се откажеме. Народот мора да си го каже своето и си го кажува своето со самото присуство, без насилство, без кршење, со сиот углед што го има македонски, како културен народ, како образован народ. Значи ние си го бараме своето да не ни го земат, да не ни ја земат Македонија. Мислам дека има излез со нови избори предвремени, па најдобро е со локалните да бидат, да нема финансиски трошкови државата и така, а ќе бидеме тука се додека е потребно, додека политичарите не се вразумат и не го слушнат народот. Дека излезот е само во предвремени избори, предвремени. Се надаме дека ќе има резултати, пошто ние се бориме за Македонија сега. И оваа, мислам, албанска, никако не можеме да прифатиме. На никој начин. За животот на поколенијата ќе не осудат. И не може некој да рече дека не постои и дека ја немало никогаш. А разни работи слушаме. Дека не постои. Јас мислам дека постои. И ќе постои и понатака. Протестниот марш и денеска започна од стандардната точка пред владата на Република Македонија. Демонстрантите продолжија преку мостот Гоце Делчев кон Музеот на македонската борба за државност и самостојност, каде организаторите на протестот се поклонија пред декларацијата за независност. Таму ја заврзаа и црвено-жолтата линија пред документот за кој велат дека е вистинската платформа за државност, која сега некој сака да ја уништи. Преку камениот мост и плоштадот Македонија, каде беше и прогласена независноста на Македонија, демонстрантите маршот го завршија пред триумфалната порта, споменикот на македонската борба за независност и сопствена држава. Не сакаме двонационална двојазична држава, туку мултиетничко општество за сите граѓани, за заедничка Македонија. Повторуваме дека сите политички субјекти мора да се откажат и да ја отфрлат и осудат тиранската платформа. Дека не може да се избере претседател на собранието кој нема да ја отфрли и осуди тиранската платформа. Никакви разговори за знамето, за химната, за државниот грб, никакви разговори за името. Сите овие ставки се содржани во тиранската платформа. Пораката сите што се онде, без разлика, сите 120 души, се вели избраници. Апостолите се избрани, пријателите се одбрани, пратениците се присобрани. Затоа умот в глава. Ако сакаат да ти го сменат знамето под кое мирно и гордо стоиш, ако сакаат да ти ја променат химната под која ги бележиш најголемите успеси и резултати, на која мирно стоиш и гордо ја пееш, ако сакаат да ти го променат грбот кој го носиш овде, на срцето, еден ден ќе сакаат да ти ја преполнат и земјата, да ти го одземат името и на крајот да ти ја одземат и душата, а го заслужи ли македонецот тоа? Во Македонија нема да имаме собрание кое се базира на странски влијанија. Македонија ќе остане земја на слободни луѓе. Земја на луѓе кои знаат да си го чујат срцето.
И утре од граѓанската иницијатива повторно повикуваат на масовност за заедничка унитарна и мултиетничка Македонија, а не за бинационална држава на патот кон федерализација.